Доколку позицијата ја напушти Љубомир Јовевски, ја напуштам јас. Ама тој не си отиде, туку чека да стане уставен судија, а Русковски имаше полни раце работа со процеси во кои гонеше политичари, поранешни функционери, извикани имиња од бизнес и шоу елитата и беше ударна топаница во расчистување на патот на власта во борбата со неистомисленици и наместо награда на повисоко место за одработеното, доби шут од колегите по барање на низиниот колега Јовевски, без кого не можеше да се замисли како обвинител. Иако целата јавност, а не само правната фела, во упадот на собранието од 27 април 2017 не препознаа терористи, Русковска беше на иста линија со власта. За неа, учесниците ја загрозиле безбедноста на државата зашто спречиле мирно примопредавање на власта. И токму за тоа, Русковска смести 16 луѓе да издржуваат вкупно 188 години затвор. Обвинителството ќе докаже дека обвинетите кои седат во оваа судница изготвиле план со намера за загрозување на уставниот поредок и безбедноста на државата. Со акти на насилство да спречат мирно примопредавање на власта. Јавноста е сведок и на аудио снимката во која обвинителката се смее и потврдува дека обвинет од 27 април го заборавила во притвор. Во гостување на една емисија пак, таа признава дека вршела селекција кој ќе биде обвинет, а кој не, за упадот во собранието. И не само 27 април, судскиот процес за кој власта јавно бараше осуда и затвор за учесниците, Вилма гонеше во Империја и рекетот на Буки 13, додека опозицијата ја обвини дека е новата Катица Јанева која работи за тогашниот премиер Зоран Заев. Тој пак на самиот почеток на низиното поставување за шефица на организиран криминал потсети на низиното работење во едно друго време во кое Вилма не му се допаѓала. Не ми се допаѓаше и мене Вилма Русковска во едно време пред 5, 7, 9 години. Кој ме прашува мене? За домашниот притвор на поранешната шефица на СЕО, Катица Јанева, амбициозната Вилма отиде дотаму што судиите ќе ги тресеше од гаки. До каде е тресењето на гаки на судиите што ја пуштија Катица Јанева во домашен притвор? Низиното гонење пред Заев да дојде на власт можеби не му се допаѓало, но симпатиите наверојатно се родиле откако станале истомисленици во врска со шарената револуција. И јас бев дел од граѓаните кои беа страшно разочарани од таквата ситуација, но искрено се надевам и затоа дел од шарената револуција? Да, за тоа бев. Русковска го истрча кругот и помогна на власти на колегите да се справат со политичките неистомисленици, но не и за неа наградија. Напротив, ја казнија поради упадот кај Арафат Муареми, за кој очигледно ни на сон не смеела да го направи.